Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва интервју со Јоже Пириевец, член на Словенечката академија на науки и уметности. Интервјуто го снимаме во Трст. Во истиот објект, односно во куќата кај што во елитно дел на Трст живее Јоже Пириевец, ние го снимавме интервјуто и со Ларис Гајзер. Значи интервјуто е снимено некаде крајот на октомври, почетокот на ноември минатата година. Одлично интервју, ексклузивно интервју, меѓутоа секогаш имаше некои дневни настани, почитувани гледачи, и постојано го пролонгиравме интервјуто. Мислам дека сега е точно време да можеме да го емитуваме интервјуто со Јоже Пириевец, некаде 50 минути интервју, одлично интервју со многу ексклузивни информации и сигурно нема да зажалите ако наредните 50 минути ги поминете со емисијата во Центар на YouTube. Уште збор два за Јоже Пириевец. Има две спецификации, има две специјалности. Одличен познавач на светската геополитика, тоа му е едната специјалност, и тоа предава на Универзитетот во Копар. Врз база на тоа е примен во Словенечката академија на науки и уметности и предава на многу универзитети во Италија. И втората област, кај што е неговата специјализација, историјата, има напишано книгата Тито и неговите другари, продадена некаде во 250.000 примероци во Словенија. Без малку секој 8-9 словенец има купено таа книга. Што сакам како порака да пратам, дека геополитиката пред 60-70 години која водело Јосип Брос Тито и геополитиката која сега се случува на Балканскиот полуостров, без малку да нема изненадувања, без малку да нема измени. Точките и пунктовите кај што се воделе конфликтите или кај што се судирале интересите на големите сили пред 70 години се судираат и денес. Солун, Македонија, Трст, просторот на поранешна Југославија. Тука се дели то источно и западно Римско царство и така натаму и така натаму. Имаше една анкета на ИРИ која беше објавена пред 10 дена, а е правена во периодот на февруари-март оваа година, че пред да почне пандемијата со коронавирусот, и на прашањето во која поранешна Југословенска република има најмногу југоносталгија, Македонија убедливо на прво место. Зошто? Бидејќи ние жалиме по еден систем, не по комунизмот, не по социјализмот, туку по еден среден систем која се знаеше кој што работи, кој за што одговара, и без малку сите можевме или имавме еднакви можности да стигнеме до некој подобар живот. Значи ова е некој пледоје, шлагворд на интервјуто со Јоже Пириевец, останете со настаните 50-55 минути, сигурно нема да зажалите. Вашата книга Тито и другарите или Тито и товаришите е бестселер во Словенија и на просторот на поранешните југословенски републики. Во 10 држави е преведена. Pa sad smo je prevedli na italijanski, i to sam prevedao sam, a onda na njemački, poljski, engleski, francuski, naravno srpski i hrvatski, a bila je pečatena i v Crnoj Gori. Sad pripremamo publikaciju v Pragi i v Moskvi. I možda će biti, i razgovaram se da je ćemo prevesti i v Kitaju. Значи во Кина. Da. 25.000 примероци продадени во Словенија. Da. Секој 10 словенец ја има купено таа книга. V istini to je bio jedan boom. Nikada nisam pričakovao da će biti tako, ali mislim, Tito je još popularan. Ali znate što je interesantno? Nije popularan samo kod nas. Popularan je i v miru. Ja dosta putujem i kad idem v Indiju, idem v Afriku i tako dalje i me pitaju otkuda ste, ja kažem pa iz Slovenije. Onda gdje je Slovenija? Niko ne zna gdje je Slovenija. Kad kažem iz Jugoslavije Tito, onda svi znaju. Значи се уште е популарен. Да. Вие велите најголемата личност последните 100 години меѓу јужните Словени. Така го третирате Тито? Ja se strinjam. Znate, kad je Tito umro, je Krleža kazao da takve ličnosti nije još bio i da i ne bude. I v istini bio je izvanredno talentiran politik i veliki karakter. To je kazao i Koča Popović, koji ga nije volio. Ali on je bio toliko pošten, mislim Koča Popović, da je kazao, to je izvanredna Збор 2 за Коча Поповиќ
И тој договор Коча Поповиќ Аверов кој е постигнат или кој е направен или кој е реализиран некаде 60-61 година помеѓу тогашна СФР Југославија и Република Грција. Коча Поповиќ Аверов прават одреден договор во кој го стават под мраз или под тепих македонското прашање. Аверов е исклучително интересна личност, бил министер за надворешни работи и бил министер за одбрана на соседна Грција. Роден е во местото Този, тоа е некаде 30-40 км оддалечено од Тирана, во денешна Република Албанија. Од тоа место Този потекнаа две клучни фамилии. Едната е фамилијата Аверов, подоцна нели се доселат во Москополе, каде што е местото на роѓење или на потеклото на фамилијата на Константин Коча Поповиќ. Значи ова фамилија кој потекнува Този, кој има два крака, едниот крак е Аверов, вториот крак е Този, Тозиција или денешната фамилија Тозија, потекнува од местото Този. Аверов или Тозица Аверов станува министер за надворешни работи во Грција, подоцна и министер за одбрана. Тозија се клучни играчи на македонската политичка сцена. Нико Тозија, по кого е крстен Домот за култура во градот Ресен, е всушност главниот играч на УДБА во помошта на граѓанската војна или македонските грчките партизани 48-49 година. Неговиот брат Нико Тозија е шеф на југословенските железници. Внимавајте, почитувани гледачи, во интервјуто со Тома Фила ние отворивме дел на прашањето за таа екстериторијалност на железничката линија од македонско-грчката граница до Солунското пристаниште. Ако било кое дете се родило на тој потек од македонско-грчката граница на таа железничка линија до Солунското пристаниште, тоа е процес на екстериторијалност, како да е родено во некоја амбасада на поранешна СФР Југославија. Како што беше намерно кралот Караѓорđević роден во амбасадата во Лондон за да има југословенско државјанство, така и таа железничка пруга имаше одредена екстериторијалност. Внимавајте, значи Нико Тозија е ставен да биде представник на југословенски железници во Атина, односно во Грција. И тоа е суштината нели на таа фамилија Тозица Аверов, кои се клучни во тие процеси помеѓу Македонија и Грција, а потекнат од местото Този кој некаде 30 или 40 км оддалечено од градот Тирана во денешна Република Албанија. Ајде уште малку за Константин Коча Поповиќ. Тој е начелник на генералштабот на Југославенската армија некаде 50-51 година на пропатување до Соединетите Американски држави, каде што со Владимир Велебит ги прави тие историски договори за финансиска и војна помош на Соединетите Американски држави и удирање на цоклето или на тај темел, на тие темели на можно формирање на Балканскиот пак кој е формиран 52-53 година во кој влегуваат Грција, Турција и тогашна СФР Југославија, значи на пропатување до Америка. Константин Коча Поповиќ има средба со Двајт Ајзенхауер. Тогаш е тој генерал и прв човек на НАТО. Седиштето на НАТО во тој момент не се наоѓа во Брисел, туку се наоѓа во Париз, во Франција и одговара за тоа јужно крило на НАТО. Подосна Двајт Ајзенхауер станува претседател на Соединетите Американски држави пред да биде избрана таа функција Џон Кенеди. Тамо се ударени темелите на тоа воено партнерство помеѓу Соединетите Американски држави и Титова Југославија. Тоа воено партнерство резултира со влез на Југославија или на Титова Југославија на мала врата во НАТО пактот. Всушност Титова Југославија заедно со тој Балкански пакт кај што влегува Грција и Турција е дел на тоа јужно крило на НАТО. Тоа го договара Константин Коча Поповиќ, Владимир Велебит со Двајт Ајзенхауер во Париз 51-52 година. И третата поента битна за Константин Коча Поповиќ, тоа се мартовските преговори. Март 1943 година Тито праќа трочлена делегација, освен Константин Коча Поповиќ, кој тој во момент се наоѓа на функцијата командант на првата пролетерска бригада. Во таа делегација се Милован Джилас, еден од најблиските соработници на Јосип Брос Тито, и Владимир Велебит, масон од највисок ред. Тие преговарат со германската команда за примирие во текот на таа четврта непријателска офанзива или битката за Неретва. Всушност, тие треба да се договорат со германците во текот на тоа примирие. Германците и партизаните заедно да ги совладат четниците. Која е логиката на Тито? Тито смета дека германците и така ќе изгубат Втората светска војна. Дека ќе биде битно кој ќе биде победник на просторот на поранешна Југославија. Тоа може да бидат четниците на Дража Михајловиќ и може да бидат партизаните на Јосип Брос Тито. За Тито е клучно да ги совлада четниците, бидејќи кога ќе дојде таа инвазија или интервенција или истоварување на британските, на американските или на руските војници на просторот на Балканскиот полуостров, Тито да ја дочека таа ситуација како победник на просторот на поранешна СФР Југославија. Затоа се тие мартовски преговори. Во Загреб оди Коча Поповиќ како клучен играч на Тито да преговара со германската команда за примирие и во тоа примирие да може да бидат совладани четниците. Тоа и се случува почитувани. Константин Коча Поповиќ. Да. Еден од големите генерали, министер за надворешни работи, со потекло од Москополе,
Да. Центарот на влашката култура некаде пред 200 години, 250 години, на границата помеѓу Грција и Албанија. Тоа е Константин Коча Попович. Легендарен командант на првата пролетерска ударна бригада. Da, da, da. Da, to je bio, meni je i Koča Popović jako simpatičan. V jednom smislu ga više cenim od Tita. Bio je veliki intelektualac i mislim nije bio tako oblastiželjan kao Tito. Коча Попович и Владимир Велебит ги прават првите контакти со американците. Да. Коча Попович има првата средба со Двајт Ајзенхауер. Тогаш начело на НАТО, седиштето на НАТО не е во Брисел, тогаш 49-та година. Тоа е точно. Туку во Париз. Коча Попович на патување за Америка има средба со Двајт Ајзенхауер. Да. Коча Попович je bio v tem vremenu šef generalnog štaba. To smo 50. godine, 51. Tada je naravno Jugoslavija bila jako izolirana. Bila je velika nevarnost da će doći do jedne sovjetske invazije ili bulgarske ili iz Mađarske ili iz Rumunije i tako dalje. I onda je bilo treba naravno da se oborože. A gdje dobiti oružje? Освен до Америка. U Ameriki. И тогаш е направен тој Балкански пакт. Da. Помеѓу Грција, Турција, Југославија. Da. И Америка почна да дава оружје кој на крајот на 80-те години се мери веќе целата помош во стотици и стотици милиарди долари. Da. Vi dobro znate istoriju. Па, тоа ми е на некој начин и хоби, професија, ова сум го истражувал, сум читал многу книги, се со задоволство ќе прочитам и вашата книга, која е вела дека најдобра книга која е напишана за Тито, за вашата книга, на 700 страници, дека тоа е најкомплексната книга за Тито напишана од историчар од Југославија. Znate, ja sam sad završio drugu knjigu o partizanima. To je opet 700 stranica i moram kazati da sad vidim tu Tita nekoliko drugačije kao sam ga vidio prije, jer sam jako poglobio ovi period od 41. do 45. Nisam govorio samo o slovenskih partizanima, nego o svetu. Интервјуто го снемаме во Трст и тука нели се постава клучната дилема. Зошто Тито толку се борел за Трст, а не се борел за Солун? Зошто не Солун, а Трст? И тоа се обидуваме да го отвориме или да го анализираме во интервјуто со Јожи Пиревец, зашто Трст бил многу полесно да биде предмет на преговори отколку што бил Солун. И зошто Јосип Броз Тито целата своја енергија насочи на Трст, а не насочи на Солун? Еве го одговорот на Јожи Пиревец. И што е суштината, почитувани гледачи? Тој договор кој Черчил го има направено со Сталин. Југославија е поделена 50-50 или 50-50. За наша несреќа или на наша големо жалење, Грција е поделена 90-10. 90 да припаѓа на британците и затоа британците учествуваат во таа граѓанска војна во Грција заедно со американците, тоа се оние приказни со напал бомби, Вичо, Грамос и така натаму и така натаму. Значи Грција е договорена со Сталин 90% припадни на британците, само 10 на тогашниот Советски сојуз. И тоа го решава прашањето на Солун. Нема никакви драми, нема никакви приказни. Тоа всушност било решено некаде крајот на 44 година во Москва на тој состанок помеѓу Сталин и Черчил. Ние снимаме тука во Трст. Да. Трст за жителите на поранешна Титова Југославија имаше многу битно значење. Доаѓавме тука да купуваме фармерки, да влеземе во Западот. Трст вие Скопје една од најдобрите серии кои ги има снимено македонската радио телевизија. Значи Трст беше тој наш прозорец кон светот. Да. На крајот на Втората светска војна македонските партизани протестираа: не сакаме на Трст, сакаме на Солун. И долго време му замераа на Тито. Мислим. Долго му замераа зошто Трст, да. а не Солун. Znate, v istini, mi Slovenci i vi Makedonci smo jako slični. Zašto? Jer v Drugom svjetskom ratu smo mi dobili državnost. Mi smo dobili svoj istorijski identitet. Srbi su ga imali, Hrvati su ga imali,
Crnogorci su ga imali, a mi nismo ga imali i vi ga niste imali. A imali smo iste ambicije. Vi ste željeli da združite cijelu Makedoniju i da dođete do Soluna, a mi smo željeli da dođemo do mora. I nismo mogli si predstavljati da će biti dostop do mora drugdje gdje u Trstu. Jer skozi stoljeća smo živjeli s Trstom. O Kopru nije niko znao ništa. Koper nije bio ništa, bio mali gradić, bez pomena. Tako da v ovom smislu je bila ta naša ambicija, naša i vaša ambicija, mislim, jako razumljiva. Tito nije zaboravio, znate, Makedonije, nije zaboravio Makedonije, ali naravno v ovom času bilo je potrebnije više graditi na Trstu nego na Solunu, jer Stalin je dao Churchillu proste ruke v Grčiji. I to je Tito znao. Vi ste možda slišali, ste čuli o ovom srećanju između Churchilla i Stalina v Moskvi oktobra 1944. Tada su oni razdelili Balkan. Kazali so, koliko vpliva će imeti vsaka država na Grčkoj, v Romuniji, v Bolgariji, v Mađariji i v Jugoslaviji. Dozvolite samo da završim. V Jugoslaviji su kazali 50-50. 50-50. Da, 50-50. Za Grčko su kazali 90 za Britance, a 10 za Sovjete. Ništa. To znači da je Stalin Grčko dao Britancem. I naravno v ovom kontekstu, v ovom međunarodnom kontekstu, Tito nije mogu dosta raditi, nije mogu iti kontra Stalinu, jer v ovom trenutku ga je jako potrebalo. И гледате, почитани гледачи, иста е геополитиката. Тоа што било пред 70 или 80 години, тоа и денес. Таа геополитика, тој конфликт на интереси или тоа интересирање на големите сили за одредени точки на Балканскиот полуостров, кој било пред 70 години, исто е присутен и денес. Тоа се Солун и Трст. Солун кај што завршува Вардарско-Моравската долина. Гледате кинеската пруга која почнува од Будимпешта, завршува Солун и подоцна до Атина. Значи Солун е местото кај што завршува Вардарско-Моравската долина. Битен бил пред 70 години, битен и денес. И Трст е точката која најдлабоко навлегува, значи морската точка која најдлабоко навлегува во европското копно. Затоа тамо завршува патот на силата. Значи велам, геополитиката не е смената изминатите 70-80 години. Вардарско-Моравска долина и Трст били интересни пред 80-70 години, интересни се и денес. Например, за Трст се сметаше дека треба да биде формиран по принципот на Хонг-Конг или на Сингапур. Да, то би било да функционира како некоја мала државичка, издвоена од матицата, која би требало да биде мост. Да. To so v jednom smislu so to i učinili na Pariškoj mirovnoj konferenciji 47. Kad su 6. i 7. kad su odlučili da će Trst postati kao jedan slobodni teritorij. I tako su ustvarili ovaj Free Territory of Trieste, kako su kazali, slobodno teritorij Trieste. Hong Kong, Singapur. Ali znate, to za nas, ako bi se to v istini desilo, za nas Slovence bi to bila katastrofa. Jer mi ne bi imali dostopa do morja. Na sreću se nije dogodilo. Slobodno tržaško zemlje je tako živelo, bila je više ili manje na papiru, ali mi smo bili, na primjer, tu v Trstu smo bili okupirani od Englezov i od Amerikancov. Znači, ni Solun го земавме, ни Трст го земавме. Да. Ги изгубивме и Солун и Трст. Да.
I tako, i onda, naravno, treba je bilo riješiti ovaj problem, tako da je Trst se vratio k Italiji, a mi smo dobili Koper. И го препознавате британскиот ракопис. Тој е присутен на Балканот, како што е присутен секаде во светот. Како било решено прашањето на Хонг Конг, требаше да биде решено прашањето на Трст. Не прашањето на Солун, туку прашањето на Трст. Трст да се формира како одредена зона од типот на Хонг Конг или од типот на Сингапур. И на тој начин британското влијание да биде стационирано во близината на Балканскиот полуостров, преку Трст да биде контролирана целата поранешна Титова Југославија. Така требало да се дефинира прашањето на Трст. На крај Трст е поделен на две зони, едната зона завршува во Италија, втората завршува во тогашна СФР Југославија. Меѓутоа, првичната британска идеја Трст да биде решен по принципот на Хонг Конг или по принципот на Сингапур. Јоже Пиревец е првиот историчар од просторот на поранешна СФР Југославија на кој му е дозволено да ги истражува архивите на ЦИА и на МИШЕС. Кога Пиревец ќе каже дека во Лондон или во близината на Лондон ги истражува лондонските или британските архиви, тоа се архивите на МИШЕС. Единствено нема е дозволено да ги истражува архивите на КГБ или на НКВД. И како што самиот вели, се додека не може да ги истражи архивите на КГБ или на НКВД, многу малку работи ќе не бидат познати како разврски на просторот на поранешна СФР Југославија. За да може да биде направена или да биде оформена целата слика, ќе треба еден убав ден да бидат отворени архивите на КГБ или на НКВД. И има уште едни многу битни архиви. Тоа се на Владимир Дедијар, еден од најголемите масони на просторот на поранешна Југославија, еден од интимните блиски пријатели на Јосип Броз Тито. Тие архиви тој ги остава во Љубљана, значи не во Загреб, не во Белград, тој ги остава во Љубљана. Достап до тие архиви има Јоже Пиревец. Значи Јоже Пиревец со помош на масонот Владимир Велевит ги истражува сите архиви на Владимир Велевит кои се поврзани со Јосип Броз Тито. И тоа е суштината, почитувани гледачи. Вие може да бидете најдобар историчар, меѓутоа ако немате релации, ако немате контакти со масони, со одредени тајни друштва, со одредени структури кои владаат со светот, вас нема да ви дозволат ни архивите во Скопје да ги истражувате, а камоли архивите на МИШЕС, на ЦИА, а може би утре на КГБ и НКВД. Колку години работите на книгата на Тито? Велите дека првите архиви кои ви се отворени се 1978 година. Тоа е во Вашингтон и во Лондон. Да, па знаете, јас сам зачео радити на овом проблему Југославија, koja me jako interesira. Mislim da 50 godina nazad. 50 години. Да, 50 година. Пола. Велите дека најголемите материјали ги наоѓате во Љубљана. Тоа се 300 кутии. Ексклузивни сведоштва, записи, материјали на Владимир Дедијар, кој се сметаше дека е личен биограф на масонот Владимир Дедијар. Дедијар je zapustio svoj arhiv v Ljubljani, je v arhivu Slovenije, ali kao kažem, ja sam... Гледате, господине Пиревец, значи не го остава архивот во Белград, не го остава ни во Загреб, го остава во Љубљана. Da. No, naravno, v Beogradu je Titov arhiv. A na Dedijer je во Љубљана. Dedijer je Ljubljana, da. Dedijer je, znate, izbrao jako dosta materijala, dosta gradiva. On je zbirao ovo gradivo cijeli svoj život. Tako da je v istini ogromno stvari tamo i meni je bilo korisno, naravno, da sam mogu da to vidim. Велите дека ги имате истражено архивите на ЦИА, архивите во Лондон, архивите во Москва. Да. Што можеше се најде во тие архиви? После 30 години сите архиви американците ги стават на располагање. И одредени историски настани што беа 48 година, 49 година, вас после 1978 година веќе ви беа ставени на располагање. Можевте да ги проучувате, можевте да ги анализирате. Тако е било, да. Како тие го доживуваат Тито? Што се гледа во тие архиви? Pa, znate, najbolji arhivi su engleski. Najdobri? To su v istini perfektni. Tamo se tako dobro radi. Oni imaju, mislim, jednu strukturu, jednu organizaciju koji je za istraživače perfektna. Možda ste čuli ovih čuvenih arhiva koji se zove sad National Archives, to su blizu Londona
i ja idem u ove arhive od 69. Tako da mislim da sam praktično svake godine Od 69. godina. Da, tamo. I kad su otvorili ove arhive za vreme sukoba između Tita i Stalina 48. ja sam išao. Znači, prv ste što gi gleda i što vlaga vo ti arhivi. Bio sam prvi koji sam pregledao sve šta sam mogao kako su Britanci gledali na ovo događanje. Gospodine Pirivec, da. na primjer, vo delu od nekoj vaši intervjua, naјаѓам формулација дека американците и британците го сметат Тито, дури му дават епитет Хенрик VIII. Значи, го постоветуват со Хенрик VIII. Значи, видите, да. To je tako. Znači, takva grandioznost mu davат na... Oni su kazali, pa to je kao raskol između Bizanca i Rima. To je kao, kako ste vi kazali, kao Henrik VIII. To je kao Luther. To je jedna epohalna... Martin Luther King. Znači, takva istorijska rolja mu davат. Pa da, jer naravno, to je bio prvi put da je došlo v komunističkom, socijalističkom monolitu, da je došlo do jedne raspoke. Da je to počelo. Внимавајте на овој факт, учени гледачи. Јосип Броз Тито пред 1937 година да дојде на чело на Југословенската комунистичка партија е трениран од Коминтерната за герилско војување. Значи, Тито е герилец, Тито е командос, нешто слично денес на ИСИЛ. Како вели Јоже Пиревец, тие функционирале како секта. Верувале во марксизмот, верувале во ленинизмот и биле подготвени да умрат. Знаете, мал број на луѓе мора да верува и да делува како секта за да може да оствари одредена голема идеја. А големата идеја која е остварена е Титова Југославија да биде најмогните земји или сили на тогашна Европа. Всушност Тито во текот на 30-тите години е школуван во тие тренинг центри на Коминтерната за герилско војување, како таков испратен во Шпанија во текот на граѓанската војна, еден од главните инструктори. Затоа може да војува и да биде на чело на југословенските партизани во текот на Втората светска војна. Значи, тој е школуван обавештаец и школуван герилец. Кај ги има поминато тие школи? Ги има поминато низ тренинг камповите на Коминтерната. Видите, например, вие велите 1971 година. Да. За време на посетата на Тито на Белата куќа и средбата со Ричард Никсон. Да. И таму потребувате една формулација. Тито не беше интелектуалец, но беше многу интелигентен човек. Видите, таа е најкованица која може би најдобро го отсликува неговиот карактер. Значи, не е интелектуалец, но исклучително интелигентен човек. Да. В истини, он nije imao škola. On je imao pet razreda, 5 klasa osnovne škole, ništa više. Ali naravno, bio je izvanredno inteligentan. Treba je kazati naravno da v vremenu svojega boravka v Moskvi on je išao v škole koje je organizirala, to su bio kao jedni univerzitet ili nešto tako, je organizirala Kominterna. Ja mislim i da je išao v Rjazanu, v gradu Rjazanu, je išao v jedno posebno školo za partizanski, za gverilski rat. Tito. Da. Tako da je on je imao jedno obuko, više obuko vojničko. За да биде лидер, за да биде командант. Da. On je znao. Interesantno je to. To on sam kaže. 41. Ja sam bio jedini v vrhovnom štabu koji sam znao čitati ovo karto, specijalno karto, znate, specijalko, ne geografsko. Tako da je on je bio izobražen u ovom smislu, ne? Ali mislim, klasičnog univerziteta i tako dalje nije imao. Dosta je
čitao i je, mislim, je govorio nekoliko jezika, ništa nije govorio dobro. Ni samo hrvatski nije govorio dobro. Međutim, velite дека 73. година, 1973. година во Киев Da, се наодредена опера da, со Брежњев и со целото политбиро на тогашниот Советски сојуз. da, И Тито 20 минути da, го рецитира Пушкин da. на руски јазик. Сите се фрапирани тука. To citiram v svojoj knjigi. Brežnjev je bio tako ganjen da su mu tekle suze dole. Од рецитирањето на Пушкин. Da. I, kako kažem, imao je izvanredne kvalitete i, znate, znao je šarmirati ljudi. Ja sam brao dosta poročil o diplomatima koji su imali kontakt s Titom. Ni jedan nije kazao da to nije bio jako simpatična, jako privlačna ličnost. Значи ги шармира луѓето. Da. Ги освојува луѓето. Imao je ove kvalitete iako naravno imao je i negativne Сигурно. negativne Ko sekoj istorijska ličnost. Znate, bio je tako egocentričan i u jednom smislu i narcizista. Njemu se je sviđalo da ima ljudi koje ga obožavaju, da je dobro oblečen, da briljira i tako dalje, da ima auditorij, da može nešto kazati. I radi ovoga mi imamo puno priča, njegovih priča o njegovom životu. Na primjer, Джилас. Da. Ние имавме интервју Da. со покојниот колега Мирче Томовски. Da. Снимавме со Джилас во Белград. Da. Јас му поставив едно прашање како вие како така интелигентен човек, мислам на Милован Джилас, изгубивте од Јосип Броз Тито. Размислуваше едно 30 секунди и на крај ми рече, јас го сакав Тито, а Тито ја сакаше само власта. Кога имате човек спротив вас, кој ја сака само власта, нема шанси да го поразите. To je istina. Tito je vlast v istini ljubio. I je želio da ima. Uživаше во власта. Da, uživao je v vlasti. Ima jednu epizodu kad su bili s Churchillom 44. godine v Napoli, v južnoj Italiji. A onda Churchill tako v ličnom razgovoru mu je Churchill kazao, znate, na kraju krajeva, što je važno, je vlast i još vlast. I Tito je mislio isto. Znači se najdua. Имаше хемија помеѓу нив двајца. В jednom smislu sta si bila podobna, lična, tako da ste se dobro razumela, iako naravno Churchill je izvanredno zamirio Titu kad je on išao iz Visa v Moskvu, to je konec septembra 1944. Ne da bi mu ništa kazao. И тоа што македонската историографија и македонската јавност не го знае, тоа е операцијата Кошница со пчели. 1945 година британците и американците планират инвазија на просторот на поранешна СФР Југославија. Главниот крак или главниот удар треба да биде преку Солун. Таа операција, која е по должината на Вардарско-Моравската долина, треба да ја заземи прво Македонија, а подоцна британската и американската армија да стигна до Белград. Значи, предходница на граѓанската војна во Грција 48-49 година требала да биде таа операција Кошница со пчели, кај што британската и американската армија требала да ја заземат територијата на поранешна СФР Југославија. Тоа македонската јавност и македонската историографија се уште ги не знаат тие работи и ги нема соопштено на македонските гледачи. Значи, господин Пирец, вие велите дека 45-та година, мај месец 45-та година, британците и Черчил ги разгледуваат плановите
британците да ја нападнат Титова Југославија. Тоа се наоѓа и во британските архиви, а има и документ кој тогашниот британски амбасадор во Белград го испраќа до Лондон. Имаше ли сериозна опасност? Колку во тие ваши архиви, во истражувања, е сериозна таа можност британците 45-та година да го нападнат Тито Југославија? Па, да. Не, они су направили една војничка операција која се звала Beehive. Мислим да е правилна изговор. Тоа е чебелни пајн. Знате што е чебелни пајн? Не. Где се чебеле? Где се пчеле? Да. Кошница со пчели. Да. Тако се е звала операција. Кошница со пчели. Да. Не? И они со начртовали да се спопримеjo со Југославија, али не само ту, знате, не само около Трста и на Корушко и тако далje. Они су мисли и да ќеjo дочи и из Грчке, преко Македонија. Значи да освојат цела Југославија. То би била цела Југославија би била зајета, да тако кажем, во ове клешче. Значи од британците. Да. Значи британците Па, Черчил... не само британци, наравно, и американци. То су скупа радили. Да може да освојат Југославија 45-та година. Да, то су во истини со тако начртовали и мислили, али наравно Тито ради Трста nije mogao ustrajati, jer Stalin ga nije potporao. Stalin je bio jako previdan. Moram kazati da je bio Stalin, i on je bio izvanredno jedan političar, jako veliki realista, znao je što je moguće i što je nemoguće, i onda je Stalin Tita naravno ustavio. Има две битни работи или две битни прашања кои се многу важни и кои ги отвориме во наредниот разговор или во продолжувањето на интервјуто со Јожи Перевец, а тоа е прашањето на Октомвриска револуција на просторот на поранешна Југославија 1940 година. По принципот на Октомвриската револуција, кај што комунистите со револуција ја презимаат власта во тогашна царска Русија, 1940 година Тито и југословенските комунисти предводени со Тито сакаат власта да земат во своји раце од страна на династијата Караџорџевиќ. Сталин не се согласува со тоа и не се спроведе Октомвриска револуција на просторот на поранешна СФР Југославија. Втората разлика помеѓу Сталин и Тито е тоа што Сталин Втората светска војна ја третира како татковинска, а не идеолошка војна. За разлика од него, Тито Втората светска војна ја третира и на крај победува со идеолошка форма, односно да биде сменато старата династија, кој никој не ја сака на просторот на поранешна Југославија, да биде воспоставен социјализам, правда, еднакво за сите граѓани. За разлика од Сталин, кој Втората светска војна ја води, ја добива како татковинска војна, Тито Втората светска војна ја води, ја добива како идеолошка војна за воспоставување на социјализам или комунизам на просторот на поранешна Југославија. Ето, господин Перевец, свартеја малку назад. Да. 1937 година. Да. Тито доаѓа на чело на комунистичката партија. Да. Расчистува со сите стари кадри на комунистичката партија и носи ново раководство. Да. Сите се 20 години, најмалку 20 години помлади од Тито. И Карделј, и Ранковиќ, и Джилас, значи сите што се во тоа ново раководство се 20 години помлади од Јосип Броз Тито. Да, тоа е било јако интересантно, jer on je v istini izbrao okolo sebe neke mlade, ali jako inteligentne ljudi koji su bili v ovom vremenu i jako disciplinirani. Lojalni do njega, kasnije ne više. Ali v ovom vremenu oni su vidjeli u njem ne samo kao jednoga lidera, nego, ja bih kazao, i oca. Tako da je bio ovaj odnos jako tesan. Kao jedna familija, da tako kažem. U jednom smislu su govorili da je to jedna sekta. A može da se definira kao sekta?
Pa, znate, Ki funkcionira na neki način kao sekta. Da, apsolutno. Izmešano To je i sve. Džilas kazao. Mi smo funkcionirali, je kazao Džilas, kao jedna religiozna sekta. Bili su izvanredno fanatični. Oni su istini vjerovali v ovo ideju marksizma. I što se ja čudim, je dejstvo da su znali što je socijalizam, što je stalinizam. Oni su vidjeli, oni su živjeli, mnogi od njih su živjeli v Moskvi. Vidjeli su strašne stvari koje je Stalin tamo v Moskvi radio, ali ipak su oni ostali trdni komunisti. Vidite дека prviot konflikt Tito-Stalin Da. ne je 48. godina, tuku je 40. godina. Da. Дека 1940. godina Tito saha da napravi državen udar. Da. I so revolucija, komunistička revolucija, da je zimi vlasta v togašna Jugoslavija. Po mojem mnenju je prvi konflikt 41. Zašto? Kad je Hitler... Se izvinuam. Da je 1940. godina? Da. Tito planira preko revolucija. Da. Kako što je oktombrijskата revolucija. A oni, to je istina. Da je zemi vlasta v Jugoslaviji. Ali oni iz Moskve kažejo ne. Iz Moskve kažejo ne. Ali mislim... Ne mu davat zeleno svjetlo. 40. godina. Ali znate, 41. šta se je desilo? Kad je Hitler napao Sovjetski savez, je Stalin ovaj rat video ne kao ideološki rat između nacizma i komunizma, nego je video kao patriotični rat. Njemačka kontra Rusije. Kako Tatkovinski. Da. I on je kazao, pa to i još danas Rusi kažu большая отечественная vojna, to znači velika patriotska domovinska vojna. Ne? Ali Tito je kazao, pa mi ovoga v Jugoslaviji ne možemo tako. Mi treba da damo da damo neko mesijansko ideju da će biti posle rata bolje. Mi treba da kažemo ljudima da nećemo se vratiti natrag na situaciju koja je bila v staroj Jugoslaviji. Niko nije vjerovao v staru Jugoslaviju više. Ili praktično nikad, možda Srbi. Ali drugi narodi nisu željeli stare Jugoslavije. Tako da je Tito razumio da ako želi da poveže ove jugoslovanske narode, to je treba im kazati da će biti nova Jugoslavija popolnoma drugačna nego je bila stara. I v ovom smislu je prišlo do sukoba između Tita i Stalina v vremenu rata. Koji eskalira po to 48. godina. Da, i onda naravno je došlo to do 48. Velite дека postoji 1948. godina. Počnува да се разгледа опцијата за наследници на Тито. Дека од 1948 година веќе почнува тој процес кој може да биде наследник на Тито. И почнуваат чистките и почнуваат елиминациите. Да, to je bio, v 50-ih godina se načenja tako. Naravno, mi smo imeli tamo 3 ljudi. Đilasa, Kardelja i Rankovića. I svi bi mogli biti nasljedniki Tita. Ko će prevladati? V jednom momentu je izgledalo da će prevladati Đilas. Đilas je bio, mislim, najbliži Titu. Tito Kardelja nije dosta volio. Bili su po karakteru jako različni.
Rankovića je volio, ali ipak bila je neka barijera. Najviše je on volio Đilasa. Ali naravno što Đilas je bio Črnogorac. On je bio fantast. On je mislio da je moguće iti dalje v gradnji socijalizma. Da nije moguće se ustaviti tamo. Da je treba doći do resnične demokracije. Ali Tito je, mislim, pravilno razumio da demokracija, mislim, klasična demokracija, kao je bila na zapadu, v Jugoslaviji nije možna. On je to kazao, ako će doći kod nas do demokracije, onda svaki narod će imati svoje stranke. I to će biti jedan totalan kaos i veliki sukob. Šta se je i desilo? Dobro, Sune Pirivec, koga spored vas Tito prv pat se soочува со можноста, ја гледа вистината, дека Југославија нема да постои, дека ќе пропадне. Кога прв пат Тито се соочува со таа реалност? Teško kazati, naravno, ali ja znam da je, čekajte da malo pomislim, kad se je vratio iz Romunije, 71. To je bilo konec novembra, 71. Bili su tamo na vlaku i on je kazao, pa ako bi vam ja pričao šta mislim o budućnosti Jugoslavije, bi se vi ustrašili, bi se vi zgrozili. Tako da je on je razumeo da su ovi konflikti v Jugoslaviji tako moćni da će teško ih obvladati. Kako? I v istini, on ih je obvladao, ali samo do svoje smrti. Значи, како Хасбуршката монархија или Австро-Унгарија, тие конфликти национални стануваат толку силни, што ја растурат заедничката држава. Знате, в Югославiji nisu bili samo nacionalni konflikti, nego i ekonomski konflikti. Религиозни конфликти. Зато Тито го нарекуваат црвениот Хасбург. Бидејќи неговата Југославија функционираше на еден сличен принцип. Kako bi bilo mogoče držati Jugoslaviju skupaj, ja v istini ne znam. Iako možem da kažem, jer ja toliko študiram, sad ćem pisati nešto, novo knjigo o ovom samoupravnom eksperimentu i neuvršćenosti i tako dalje, nesvrstanosti. Mislim, bila je извънредно интересантен експеримент. И вие им се лутите на македонските политичари кои потпишуваат договори во Нивице, кои потпишуваат мајски или мартовски договори, кои ги амнестираат хашките случаи, кои прават територијална организација за да останат на власт. Па ни Тито не бил различен. Го прифаќа уставот 1974 година, иако знае дека тој устав ќе биде погреб на тогашна СФР Југославија, бидејќи му било гарантирано дека ќе биде согласно тој устав избран за доживотен претседател на поранешна СФР Југославија. Сите политичари лажат и сите политичари ја сакаат власта. Различен не бил Јосип Броз Тито. Значи сите тие се спремни и родените деца да ги продадат само да дојат на власт, да останат на власт и да може да прават со власта тоа што сакаат. Тито го прифаќа уставот 74 година, иако знае дека тоа е смрт за Југославија, меѓутоа со тој устав му беше ветено дека ќе биде доживотен председател на СФР Југославија. И тоа е компромисот што го прави. Тоа е било еден компромис. Карделј je kazao, pa ja znam da nije baš najbolj demokratično da Titu damo ovo dosmrtno predsjedstvo, ali šta mogu? Ako želim dobiti njegovo potporo, treba da mu dam ovo. Ne? Tako da je došlo do jednog kompromisa koji nije funkcionirao. Sune Pirivец, Тито и жените, Тито и неговиот приватен живот. Јованка Броз
enigma je Jovanka Broz. Pa nije enigma. Stevo Karadžić velite ja nosi, međutim ima nekoj dokazi дека ima pominato kurs vo Moskva na NKVD. Дека има simptomi дека možen ruski Pa špijun. to su kazali. To je kazao, na primjer, Josip Kopinić, koji je bio jako blizu Titu i bio naravno ruski agent. On je dosta znao. Ili je bila i Jovanka ruski agent, ne znam. Na svaki slučaj je imala jako tesne kontakte s nekim drugim ruskim agentom, a to je bio ovaj čuveni Hrvat Stevo Krajačić. Stevo Krajačić je bio v službi NKVD. Ne samo NKVD, nego i vojničke obvešćevalne službe. Ruskata vojna računalačka služba. Zvala se je GRU. Da. On, mislim da je bio to do smrti. Velite дека има некои докази дека Jovanka ima kurs na NKVD pominato. Čujte, ovi arhivi tajnih služb v Moskvi su još zatvoreni. Се уште не може да се види. Ja sam, na primjer, v Moskvi sam vidio arhive Kominterne. Ovi arhivi su otvoreni, arhivi Kominterne, a arhivi NKVD nisu još otvoreni. I, samo to da kažem, dok nećemo vidjeti ovih arhiva, nećemo znati sve istorije Jugoslavije. Arhivите на CIA можете да ги видите? Na CIA možemo. Dosta. Ne svega. Vi dobite, na primjer, jedan dokument CIA i tamo što ne vole da vam kaže je pričrtano. Ne? Tako da vidite nešto možete prebrati, a ne svega. Ne? Tako da se vratimo ka Jovanki, kakva je bila njena uloga, je teško kazati, ali znate, još kako bi kazao, tužnije je ovo, da je ova gospođa bila psihički bolna. Добро, што го врзуваше Тито за Јованка? Да. Голема разлика во години 28. Ја запознава 45-та година, а дури 53-та година прават свадба. Што го врзуваше? To naravno ima neku ulogu, ali kao kažem, ona je bila težak bolnik, psihički, i ja mislim da je ona uničila Titov lični život zadnjih 20 godina. Jer ona se je, mislim, obnašala na tak histerični način, da je bilo izvanredno teško živjeti s njom. Gospodine Pirjevec, što go vrzува Tito za Jovanka? Šta povezuje Tito sa Jovankom? Pa, v prvom smislu seks. Seks. Jovanka je bila prekrasna djevojka. Vi ste vidjeli njeno foto. To je bila v jeseni jedna lepotica, ali naravno ona se nije čutila, mislim, sigurna, zato je začela dosta jesti i dosta piti. I onda se je odebeljila i tako nije bila više tako privlačna, ali uvijek, ja bih kazao, uvijek šarmantna v jednom določenom smislu, ako je niste znali. Ako ste je znali, bi kazao da je bila užasna. I Tito je dobro znao. Имаше ли амбиции да го наследи Тито? Je li imala ambicije da nasledi Tita? Imala je političke ambicije, da. Imala je političke ambicije. Želja je da dođe v centralni komite. Tito tega nije odobravao i nije došla,
ali bez sumnje je ona možda i mislila da će biti kao žena Ceausescu v Romuniji, ali gospođa Baladanajke na Ceylonu. Da, Bandaranajke. Bandaranajke. Ili Indira Gandhi v Indiji. Tako da u določenem smislu je imala ove ambicije, ali Tito je znao da nije sposobna, da ne može. Tito се плаши од две работи. Од атентати и од можноста да биде сменет од своите пријатели и своите соборци. Внимавајте, почитувани гледачи. Сите поранешни комунисти не верувале еден на друг. Тоа е руска, тоа е московска школа. Еден од друг се плашеле, не верувале и правеле све да може да го елиминират својот конкурент, својот соборец, својот сопартиец или својот пријател. Тоа е школата на Русија. Тие елементи и денес можеме да ги видиме во македонската политика. Гледате како политичарите еден со друг се елиминират. Ако вие не го направите првиот чекор, ќе го направи вашиот противник. Тоа е суштината и на ова вечерашно интервју. Тито се плашел од атентати од своите соборци. Значи он не се плашел од непријателите. Непријателите знаел што може да му направат. Се плашел од тие со кои било секојдневна комуникација. Тоа е суштината на денешната политика. Елите последните 10 години на Тито има паничен страв дека може да биде сменет. Da. On je dugo se bao atentata. Naravno, protiv njemu su organizirali 21 ili 22 atentata u njegovom životu, a on se je bao i svojih tovariša, svojih drugova. Rankovića, prvi vrsti Rankovića, mislim. Ali ne samo Rankovića, naravno, više i manje vsi koji su bili okolo njega. Tako da v istini, znate, stari komunisti nisu vjerovali nikomu. Na nijedan. Niko nije bio v istini drug. Svako je bio možni sovražnik, neprijatelj. I to je bilo v njihovoj mentaliteti koju su se naravno naučili v Moskvi. Tako da to je bio ovaj ambijent jako težak. Hvala Bogu je Tito imao jedno svojo interno moć i silo da je mogao ipak uživati život. Njemu se je sviđalo da potuje, da ima kontakte s ljudima, da dobro je i dobro pije, da fotografira, imaju svoje hobije i tako dalje. Tito je za vas голема историска личност. Kako? Tito je za vas голема историска личност. Je. Велите дека до крајот на животот ја сака Москва, ја сака Русија. Da. Иако е во конфликт со руските лидери и со Сталин. Da, pa znate. До крај на животот ја сака Русија. Tito je bio jedini čovjek koji se je uprl Hitleru, Mussoliniju, Stalinu, Churchillu i tako dalje. Ne, tako da moram kazati... И ги надживеа сите. Kako? И надживео е свих. Više je živeo, Sve je nadživeo. Bio je tragična ličnost. Dosta je bio negativnog v njegovoj životu. Masakri posle 45. Goli otok. Mnogo ovoga je bilo, ali ipak ako stavimo na tehnicu što je bilo pozitivno i što je bilo negativno, onda bi ja kazao da je bilo pozitivno više važno, jer samo pomislite, Jugoslovani su živjeli prilično dobro, granice su bile otvorene,
Mladi ljudi su mogli da študiraju i mislim, ako vi znate kakva je bila Jugoslavija pred ratom i posle rata, to je jedna ogromna razlica. Naravno, svega nije mogao Tito doseći i faktično nije dosežao. Jugoslavija nije više. Се распадна. Da. Неговото ремек дело, Југославија и социјализмот со човечки лик се распадна. Zmagao je v ratu, a nije zmagao v miru. Знаете, ги порази Сталин, Черчил, Хитлер и Мусолини, но сепак историјата го порази него. Da, Не остана да живее државата da, и социјализмот кој тој ги сакаше. da. Tako da v Titu je jedna globoka tragedija. Jedna globoka tragedija. Ne znam koliko se je on ovoga, kako je razumeo kako je tragična ličnost. A mislim da je. Фала пуно. Hvala. Сретно. Ова беше емисијата во Центар, со вас кој почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите интервју со Јоже Пириевец, експерт по геополитика и експерт по историја. Се надам дека беше одлично интервјуто. Ако ова интервју се допадна, ви најавам ново дружење недела во 22 часот, до недела во 22 часот со емисијата во Центар на YouTube. Ви посакувам пријатна вечер Македонија, каде и да си.